Здраво, ова е 97-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Мидсомар на Ари Астер, во кој станува збор за Дени, глумено од Флоренс Пју, и Кристијан, глумено од Джек Рейнор, кои што се заглавени во токсична врска на која што и се надзира крајот, во постојано недоразбирање, недоверба и негирање. Меѓутоа, по една семејна несреќа, Дени се само поканува на експедицијата на Кристијан и неговите пријатели Џош и Пеле во оддалечено шведско село, кај што живее комуната Харга на Пеле, која што организира фестивал за летната рамноденица. Иако филмот започнува како летен одмор во пасторален рај, постепено се обелоденуваат зловестите намери кои ги имаат мештаните за нивните гости. Доколку некојаш сте погледнале жанровски филм во кој што биле вклучени фолклорни елементи, нема потреба да имате поголемо презнаење за да заклучите уште од букирањето на летот за земјата во која што не заоѓа сонцето, дека посетителите ќе завршат во постапка која што е склона на Уикермен и Kill List, предвидливост која што е најслабата страна на самиот филм, а режисерот и сценарист не се ни обидува да ја зацкрие или заобиколи, туку се само закопува при изборот на жанровските тропи. Вториот механизам кој што ќе го оневозможи уживањето во филмот за некои гледачи ќе биде времетраењето. Јас ја погледна верзијата на филмот која што трае 147 минути, за разлика од иницијалната од 171 минута, од која што биле скратени неколку жртвувања и корелацијата меѓу љубовниците и односот помеѓу машките пријатели и ривали. Дали Ари во соработка со монтажерот Лусијан Џонстон ја има редуцирано најдобрата верзија на филмот е дискутабилно, додека не се погледне целокупниот материјал во режисерскиот рез, затоа што избрзано делува меѓусебниот сооднос на ликовите, затоа што се насетува некаква претходна заедничка историја која што не ја гледаме во филмот. Уште од првиот кадар во кој што камерата левитира низ интериерите и во движењето ги прикажува ликовите во широки планови низ собите, може да препознаеме дека ќе гледаме филм на Ари Астер. Тој презема еден храбар предизвик да сними хорор филм на дневно светло, без прикажување на сончевите зраци во идиличните предели кај што царуваат законите на природата. Денот трае вечно, дората пуштаат корења низ луѓето и паганскиот култ си ги практикува нивните императиви на потребната жртва, која што треба да се приложи на природата. Жртва со одземање на животите на највозрасните припадници на заедницата. Ова е хорор филм за меѓусебната зависност на ликовите, своевидна бајка за раскинувањето, меѓутоа и инхерентна потреба на човекот за припаѓање, со интензивно присуство на грижа на совест, меѓусебни обвинувања, наталожени трауми. Во срцевината на делото се наоѓа извориштето на една мелодрама со бурни и таговни човечки емоции. Од друга страна пак филмот може да се гледа како еден вид на премин од една зависност на друга за Дени, која што ја напушта токсичната врска за да биде стожерот на новата заедница, чиј што церемонијален подвиг може да представува манифестирање на одмаздолюбивата волја на Дени за консеквентно ослободување од едни пранги и замена со други, односно алегорија за контрола, искористување и потреба за слобода. Ритуалната употреба на здивот и тресењето на рацете во воздух се доста интригантни чинители во делото, кои ја зголемуваат постоечката анксиозност кај хероината. Наспроти Дени, освен што ја забележуваме емоционалната злоупотреба на Кристијан, кој што сака да излезе од врската, применета е и беззначајноста на академизмот наспроти екзистенцијалната криза на ликовите при едно корумпирано квазиантрополошко истражување. Кошмарите на Дени во јаглерод диоксид, халуцинациите најаве на Кристијан и Дени, самото жртвување на христијаните од страна на паганите насреде унгарската ливада, представуваат знаменитости на филмот, кој води во катарзичен епилог на мое големо задоволство, содржајќи ја поделеноста на позитивниот крај со горчината под јазикот. Играта Skin the Fool не е за жабе применета во филмот, во кој што дерењето на кожата на посетителите станува долготрајна традиција,
деветката на ритуалот мора да се испочитува и се раѓа прашањето дали била случајна несреќата за умирањето во пламење на родителите на Пеле или представува нешто сосема друго. Признавам дека направив огромна грешка што не приложив издание на видеологија за првиот долг филм на Ари Астер, Hereditary, затоа што неизбежни се формалните паралели кои може да се повлечат помеѓу овие филмови. Иако Hereditary е жанровска клисура, змија која што постојано ја менува својата кожа, во двата филма се поставува прашањето за значењето на образување на фамилијата. Темите се комплементарни, ако едниот ја тематизира паганската идолатрија за кралот, другиот за кралицата. Меѓутоа се поларни опозити на рамнишне на формата, затоа што уште од самиот аспект на колоритот тие се контрастни дела, во кои едното пресликува клаустрофобија, а другото агорафобија. Еден од моите најомилени денешни кинематографери е Павел Погорзелски, кој што заедно со Ари Астер го следам од бизарниот The Strange Things About the Johnsons од 2011 година, а Павел во меѓувреме ги естетизираше и филмовите на Тайлер Мекентајр и Ана Лили Амирпур. Павел маестрално кадрира во ентериерите со спори доближувања до тотемско величење на олтарите на ликовите во кадрите, а во екстериерот ја доловува просторната широчина на зеленилото и култистите во бели носи, не баре постои некаков невидлив ѕид кој го спречува бегството од тој округ. Дизајнерот Хенрик Свенсон исто така си има надминото себе си со прекрасниот мурал кој се одвестува на античките преданија кои ги поседувало племето на култистите и го образложуваат чинодействието на филмот. Све е светло, грозоморните сцени имаат висока естетизација, затоа што филмот наликува на техниколор филмовите од минатото, меѓутоа снимене во енорни 5K и 8K формати со посебни леќи на Panavision, кои доловуваат заумен изглед во дигиталната ера. Филмот се базира на долги кадри, какви што милува Тарковски во The Sacrifice, затоа што Астер одбива да работи контрапланови и дозволува камерата непречено да ги уловува актерските изведби. Музиката на The Hexen Cloak, односно Бојан Крлиќ, континуирано го подгрева атмосферичниот спорогоречки филм, интензивирајќи ги виолините и тапаните во практикувањето на церемонијалните чинови со дополнителни хорови, кои се амалгамираат со криците и врисоците. Астер не ги крие своите референции ниту во ликот на Пеле, The Conqueror, ниту во ликот на Ингмар, кој алудира на сеприсутниот Бергман, меѓутоа исто така и на Black Narcissus, во поглед на прикажувањето на ликови во дневно снимање, бизарностите на Hard to be a God на Алексеј Герман, доближувајќи се до рустикалната убавина на Тес и ритуализацијата на славењето во Макбет, исто така на Полански, и жртвувањето во Songs from the Second Floor на Рој Андерсон, содржајќи катарза налик Мадар на Аронофски и сексуални ескапади рамни на The Devil на Кен Расел. Меѓутоа, Ари Астер е водечкиот жанровски режисер, кој што се потпира на безбедноста на жанровските тропи за да ја изрази трауматичната болка која ја поседуваат ликовите. Тој нема за цел да го реобмисли жанрот со секој нов филм, ниту да го повтори успехот на претходниот, туку да прикаже физичка и психичка дезинтеграција на карактери кои се вовлекуваат во замка. Секое дело е одредница сама за себе во неговата филмска кариера, меѓутоа тој, заедно со Роберт Егерс, се едни од модерните предвесници на хорор жанрот кои поседуваат обемно познавање на артхаус кинематографијата и поради тоа изгледаат нивните филмови толку маестрално. Тој е еден од великаните на A24, чишто филм за разделба преминува од туристички во фолк-хорор манир, доби широка дистрибуција во киносалите во САД. Творбите на Ари Астер се екземплари дека хорор филмот од секогаш имал издигнати, односно високи естетски вредности, и никој не може да го негира тоа тврдење кога постојат Psycho, Rosemary's Baby, Alien, Exorcist, The Shining, Videodrome. Затоа овие модерни хорор филмови како Hereditary, The Witch, Midsommar, It Follows, Get Out, The Babadook, Oculus, Gerald's Game, Hush, A Quiet Place, Dr. Sleep и The Lighthouse не се ништо друго освен квалитетни старошколски хорор филмови за возрастни гледачи кои не се додворуваат со jumpscares, туку со атмосфера, сериозност
и одлични специјални ефекти. Ова не е филм за дестинацијата, туку за патувањето, транспортирајќи го гледачот во еден бајковиден свет, од кој што нема враќање, засилен со мелодраматична поставеност на дисфункционална врска насреде пагански окултизам. Ако морам да го евалуирам, тогаш Мидсомар од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 97-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!